Во изминативе години Црвениот крст е организација која што ја дава потребната поддршка на овие бездомни лица. Во дел од нив кои што сакаат искрено самите да се помогнат со наша поддршка, секој сме тука за нив и сакаме да направиме повторно да овие лица застанат на стабилни нозе и успешно се реинтегрираат. Во изминативе 11 години вкупната бројка на успешно реинтегрирани лица е 15. Еден од нив и како позитивен пример за успешно реинтегрирано лице е Дао Тајр. Моментално, веројатно и понатака ќе останам дека во пунктот за бездомници каде што се грижам за средување на шишење на фризури на сите бездомници. Ова го работам од срце, значи од љубов, така со просто задоволство ми е кога ги работам. Овдека сум малку поодамна, веќе скоро 5 години до 6 години. И релативно сум задоволен. Значи не релативно, него апсолутно сум задоволен. Всушност, јас бев бездомник пред да дојдам овдека. Откако дојдов овдека, на еден начин се здомив. Затоа најдов некое ново друштво, нови луѓе, така, што стварно ме прави задоволен, ме прави среќен на еден начин. И затоа го користам секој може слободен момент да можам да помогнам не само овдека и било каде кај што има потреба да некого средам. Сето тоа го работам волонтерски, значи пари никако. Пари не ми треба. Црвениот крст ми дава значи некоја надокнада месечна од 1000 денари. Што сум задоволен, значи не е проблем. Од друга страна, во многу наврати ми е помогнато од страна на Црвениот крст. Значи кај мене дома кај што живеам во една гаража, така, али каква таква добра е сега, не може да се пожалам, ми помогна Црвен крст да средим, значи ми направија сега патило, така да имам и услови за да се избањам дома, така да наречам дома. Работам ако има некој потреба, например, инвалидизирани луѓе или било кој да побара, јас пари не барам. Значи ќе го средам така, без пари. Ако почести кутија се игра, пошто сум страшен пушач, ако во ред, било што да даде, тоа во ред, задоволен значи. Али никој пат не барам директно да треба да ми плати за да го средам, не. Тоа кај мене не. Имаме и други лица кои што се вработени во корпоративниот систем, лица кои што почна како хигиеничар со својот квалитет и способност напредуваше така да стигнате во шеф на целиот тој оддел кој што спаѓа за делот на одржување на самата хигиена. Имаме лица кои што се вработени во приватниот сектор, лица кои што исто така го продаваат и уличното списание лица в лица, за да заработуваат за оние основни потребни средства за да се одржат во добра кондиција и да го подобрат својот квалитет на живот. Причината што дојдов на маргините да станам еден од бездомниците на град Скопје, беа така последователни неколку ситуации, значи раскинувањето со особата со која што бев во некоја вомрачна заедница, преземањето од нејзина страна на децата пред се, нели? Нарушените меѓусебни семејни односи и нели со раскинувањето на таа вомрачна заедница јас останав на терезот да бидам без работа, без средства за живот и така натаму и веќе си барав ситуација каде би можел како да се снајде. За кратко време, значи по отварањето на овој пункт за бездомници во Молин поток, јас дознав после месец и пол, 2 месеци, каде што почнавме да доаѓаме тука, нели, и да си ги добиваме сите работи кои што ни беа потребни за една колку толку нормална ситуација за некој си нормален живот. Меѓутоа со текот на времето дојде до еден проект кој што во соработка на Црвениот крст на град Скопје со Агенцијата за истражување, комуникација и развој Паблик, по чие покровителство излегува списанието Лице в лице. Мојот ментор Драгана Лазаревска во консултација со одредените надлежни луѓе во Црвениот крст на град Скопје ми понуди да дали би прифатил таква солуција, значи привремено, за да можам да остварам да заработам средства за екзистенција.
Влегов во тој проект и ден денеска сум таму и многу ми е мило што соработувам со една многу прекрасна екипа. Пред се соработувам со една прекрасна екипа во Црвениот крст на град Скопје, почнувајќи од, јас ја нарекувам селекторот, Сузана Тунева-Пауновска, преку Драгана Лазаревски, преку претходните, сите останати они ќе се препознаат кои што би сакал да ги споменам, затоа што доволно е да не погледнат и да знаат што имаме потреба и каква потреба имаме помош од страна на Црвениот крст, а исто така тоа се однесува и до лице в лице. Значи, како продавачи на списанието сме ангажирани бездомниците од град Скопје и од другите градови, лицата со посебни потреби и лицата со социјално загрозен статус. Значи, доаѓа до таква ситуација да јас почнав да остварувам заработка преку тоа списание и сум задоволен. Имало периоди кога не сум бил доволно активен поради здравствени причини или некои други причини. Меѓутоа во дадениот момент, значи, јас сум веќе 7 година, значи од самиот почеток на излегувањето на списанието, значи сум пропуштил 2-3 броја од почетокот и сум презадоволен, значи